Во просториите на Чифтеамам, уметничката галерија во манирот на чувањето од заборав на уметничките бесмртни таленти го организираше омажот на скулпторот Јордан Грабл, кој уште за време на својот живот поставил цврсти уметнички стандарди, кои не задолжуваат да не падне во заборав. Неговата плодна скулпторска активност директно го вброи во клучните фигури во македонското уметничко творештво. Вие сте организатор на изложбата по 20 години од смртта на скулпторот Јордан Грабл. Овде во Чифтеамам се поставени делата. Како ја концепиравте целата изложба? Со оглед на тоа што оваа изложба требаше да представува омаж за творештвото на Јордан Грабл, главната идеја беше да се представи преку сите негови фази творечки, па поради тоа и во самата поставка се представени дела на овие отпечатоци се неговите монументални градби кои ги има работено, партизанските гробишта во Гутел, споменикот Сила, слава и победа на Кале и Македониумот во Крушево. Друга негова фаза е минималистичката фаза со овие скулптури кои што изгледаат толку свежо како што беа и во годината кога се направени. Наредна фаза е кога тој работи и изложени се тука просторните белези и комуникациите, кога работи со камен, природен камен изваден од река и со некои мали интервенции ги добија оние форми кои што сака да ги добие. Тоа се во огромно торза и самоник, така и ги именува своите дела. Исто така се представени и две скулптури од неговата железна фаза, цртежи во последната просторија и во, да речам, оваа изложба е вклучен и овој филм кој до сега не беше прикажуван, каде што може да го видиме и самиот автор како работи. Од каде ги направивте овие дела за оваа негова ретроспектива? Делата се собственост на Музеот на современа уметност. Оттаму се позајмени, да речам, за оваа прилика 3 цртежа и скулптура. Потоа од Националната галерија на Македонија и од Домот на семејството, односно господја Искра Грабл, без чија помош оваа изложба немаше да биде онака како што изгледа и како што е направена. Која е важноста на Јордан Грабл во македонската скулптура? Па важноста на овој автор е огромна, бидејќи тој спаѓа меѓу неколкуте автори во Македонија кои со своето творештво ќе остави трајни белези во македонската современа уметност. Јордан Грабуловски Грабл е роден во Прилеп во 1925 година, а починал ненајдено во 1986 година. По завршувањето на художественото училиште се запишува на Академија за ликовни уметности во Белград, во класата на професор Лојзе Долинар. По завршувањето на студиите се враќа во Скопје. Од 1952 година до 1961 година работи како професор по вајарство во уметничката школа. Од 1953 година станува член на групата Денес. Од 1961 до 1975 година се занимава со слободна ликовна дејност. Во 1970 година ја добива наградата 11 октомври за значајни остварувања во областа на уметноста. До 1980 година е директор на училиштето за применета уметност во Скопје. Се пензионира во 1981 година. На 23 ноември истата година е избран за дописен член на МАНО. Веројатно, од неговото наследство најграндиозниот миг од неговото творештво е на увид на сите посетители на Крушево. Мемориалниот комплекс Македониум, посветен на Илинден, на кој твореше заедно со својата сопруга Искра Грабл. Но исто така, кога подобро го наблюдуваме нашиот главен град, ќе сретнеме скулптури со војни тематики од Грабуловски. За која поводот е 20 годишнината од смртта на нашиот познат скулптор и ликовен уметник Јордан Грабуловски Грабл.
You nurse Catherine yourself. What? Did you breastfeed her? Now, wait a minute. Yes. Во објектот Чифтамон, кој што е дел од Националната галерија на Македонија, овој пат е поставена една навистина исклучителна изложба. Станува збор за омаж на еден од најголемите македонски уметници, господинот Јордан Грабул. Па што се е поставено на оваа изложба и како е таа концепирана? Со оглед на тоа што изложбата треба да представува омаж на неговото творештво, да се обидов да направиме една изложба која ќе ги покаже сите негови творечки фази. Имено тука се изложени дела кои што представуваат монументално негово творештво, тоа се спомениците Сила, слава и победа на Кале, партизанските гробишта Бутел, како и Македониумот. Потоа нареден дел, да речам, односно фаза на негово творештво, тоа е скулптурите кои припаѓаат на периодот кога тој работи во духот на минимализмот. Наредна фаза е период кога работи се враќа на, да речеме, на елементи од природата. Тоа се камените форми, камен од лутак, која е форма природна, камења вадени од река, кои што ги обликува со минимални гребнатини, да речам зарези, линии, и ја добива онаа форма. Тоа се во главном торза и самоници, како тој ги именува тие дела. Потоа се застапени инсталациите, кои исто така представуваат еден период во неговото творештво. Периодот во кој работи железо, тоа се скулптури две кои се застапени на самата изложба, и негови цртежи кои се работени во еден матисовски манир. Инаку, да речам, тоа се едно негово, можеби приватно, лично нешто кое е изложено на оваа поставка, многу се разликува од она што го знаеме и го гледаме околу нас. Иако сум повеќе од сигурна дека поголем дел од нашата публика веќе знаем кој е Јордан Грабул и што тој работел во текот на својот живот, меѓутоа ќе може ли сепак накратко дел од неговата биографија? Јордан Грабул е роден во Прилеп 1925 година и уште како мал забележале неговите блиски дека има дарба за цртање. Основно училиште и гимназија завршува во Прилеп, потоа студиите студира во Белград. Она кое што е интересно за господинот Грабул е дека од тоа што јас успеав да го прочитам од овој каталог кој што е издаден по повод оваа изложба, е дека во него се вели дека тој не може да се смести во една генерација, дека тој не е човек кој што може да се карактеризира, дека работел со еден особен, односно со еден стил, односно со еден начин на работа. Меѓутоа што е она кое што во сите тие години на творештво го движало господинот Грабул, каде ја наоѓал својата инспирација и што е она кое што најчесто сакал да го притвара во скулптура или пак во цртеж? Не знам сега како да ви кажам, јас лично не се запознав со него, тој одамна почина, меѓутоа во многуте разговори со неговата сопруга Искра Грабул можев да стегнам впечаток дека бил многу темпераментен, исклучителен човек кој постојано работел нешто, или бил, да речеме, со глина во рацете или со моливот во рака, така да сите овие негови различити фази и периоди се можеби и да речем некоја негова внатрешна желба да се опита во сите тие различни материјали, да се испроба самиот себе си, а тоа многу успешно го работел, бидејќи во сите негови дела, барем јас не можам да најдам да негде нешто се размислувал како да го направи, туку сосема имал точна концепција и замисла за она што сака да го представи, како да го представи, тоа така и успевал да го направи. Што е она што овој уметник го прави да не биде заборавен од луѓето и што е она кое што во неговите дела го има, а го прави толку да се издвојува од останатите скулптори и воопшто ликовни уметници? Па вака ќе ви кажам сега, една од основните, да речам, идеи уште во самиот почеток на оваа
работа околу самата изложба беше тоа што Јордан Грабул во Скопје само еве да речеме многу е присутен. Присутен е, например, во паркот, има две негови скулптури. Колкуто скопјаните, да речеме, еве, а и другите луѓе што доаѓаат од другите градови во Македонија може да го забележат и да се сетат на него, не знам, колку знаат дека споменикот на Кале е исто така негов споменик, колку луѓе знаат дека и овие партизански гробишта што ги спомнав се негово дело. Тоа што го прави да биде незаборавен е и основната идеја која ме води постојано откако започнав со работењето на оваа изложба е тоа што е тој многу присутен насекаде во градот и во целата република со своји дела. А мислам дека она што го држи во сеќавање кај луѓето е тоа што и тогаш кога беа поставени, односно направени тие скулптури, а и денеска тие се модерни, тие се современи, тие се и денеска го привлекуваат погледот на луѓето. Тие се правени солидно, трајно, јаки се скулптурите и тоа е, мислам, една од причините што се уште изгледаат онака како што изгледале и тогаш кога биле направени. Што го наметнувате прашањето за материјалите во кои што најчесто работел господинот Грабул, по кои се материјалите кои најчесто тој сакал да ги користи и зошто се одлучувал токму за тие материјали? Па еве тоа се, како што реков, неговиот темперамент најверојатно тоа го направил да се опроба во различити техники, од цртежот кој е, да речеме, најнежен во однос на каменот во кој работи, или, да речеме, има и лиени цементни фрагменти кои што ги постава во своите инсталации, како што се просторните белези, например, тие се исто застапени во изложбата. Предпоставувам дека е тоа неговиот темперамент и желбата да се испроба, да се покаже во тие разни техники. Скоро секој уметник има ментор, односно има човек кој што на ваков или на таков начин влијал на неговата работа. Кој е човекот кој што, еве, според вас влијал на работата на господинот Грабул и му помогнал тој да се изгради како уметник? Па за околу љубовта негова кон уметноста и во разговорите со неговата сопруга и по материјалите кои успеав да ги најдам за него, се јавува, да речеме, една приказна околу тоа дека како цртач уште од млади години се покажал како добар и го сакал. Меѓутоа, љубовта кон скулптурата, кон вајарството, може би повеќе ќе се јави кај него со средбата во работилницата, каменорезачката работилница на Петре Тавчијата, а подоцна со неговиот професор кој што со кој ќе работи подолги години и ќе остане и до крајот на неговата смрт. Димо Тодоровски ќе биде еден од, да речам, тие луѓе кои ќе влијаат многу на неговото творештво. Вие споменавме дека работата на господинот Грабул нити може да се определи тематски, нити пак може да се определи според техниката на која што се работи. Меѓутоа, што е она што во сите овие дела, вклучувајќи ги спомениците, цртежите, скулптурите, инсталациите, се провлекува како идеја, односно како тема која што тој често ја земал за обработка? Па јас малку поинаку гледам на тоа во неговите, да речам, периоди, фази, кога тој работи. Да речеме минималистичката фаза. Тој толку работи пречистени форми, едноставни, кај него нема, например, прав агол, остар агол. Тоа се некои извиени линии кои што имаат почеток и крај, меѓутоа нема детали на тие скулптури кои би го оптеретувале делото. Тие се, да кажам, едноставни, чисти, без било какви додатоци кои би му пречеле на делото. И како што понапред ви реков, мислам дека тој точно знае она што сака, има концепт или идеја за она што би го сработил, како тоа ќе изгледа. Истото го мислам и за оние негови камени торза кои што ги работи, каде што со неколку потези тој го добива обликот и формата кој
сака да го представи. Македониумот се смета за едно од неговите најголеми дела, иако тој не го работел ова дело сам. Во изработката на овој камен споменик учествувала неговата супруга Искра, како и двајцата уметници Боро Лазевски и Петар Мазар. Па можете ли да ни кажете од разговорите со неговата супруга, како тие се сеќаваат на периодот, односно на тој долг период на кој што го работеле овој споменик? Тоа е навистина долг период на, да речам, на подготовките, само тие ќе работат скоро половина деценија. Потоа и додека биде изведуван објектот, тоа навистина долго трае, меѓутоа тоа е производ на една, да речем, и заедничка нивна работа и работа со овие други двајца автори, бидејќи витражите и керамопластиката на Борко Лазевски и стикарот Петар Мазев, заедно со керамопластиката во внатрешниот дел, во интериерот на Јордан Грабул, представуваат една целина, која што после ќе, да речем, ќе биде она што е денеска Македониумот. Кога го споменавте денеска Македониумот, знаеме што на Македонија и што на сите нас овој споменик ни значи. Меѓутоа, колку знаете да ни кажете што тој им значел нив? Па најверојатно многу им значил, бидејќи многу години потрошиле, да речем, и љубов изгарале на тој споменик да биде реализиран. Бидејќи станува збор за омаж за господинот Јордан Грабул, кој што е веќе почина 20 години, па што е она по кое што го помнат неговите пријатели, неговите најблиски, неговата супруга, каков бил тој приватно, односно што е она кое што на што тие денеска се сеќаваат со задоволство? Она што јас можев да го забележам од разговорите и со супругата и со некои, да речем, негови колеги кои што се уште живи денес, само можам да кажам дека бил исклучителен човек и личност кој еве и со Бојан Иванов, историчарот на уметност, кој го сработи текстот за овој каталог, во разговорите со него се согласивме дека тој е еден од неколкуте во Македонија автори кои што работеле и се паметат како вистински уметници кои оставиле длабока трага и печат на македонската современа уметност. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਡੀਕੀ